Македонскиот револуционер Методија Шаторов Шарло, после цели 72 години од неговата смрт, конечно доби свој споменик во родниот град Прилеп. На свеченото отворање на споменикот беше потенцирано дека тоа после цели 7 децении на неправда и лажно укривување, дека тој е предавник. Шарло повторно го добива заслуженото место во македонската историја. Најзаслужни секако за тоа се професорите Тодорче Преганов и Сонја Николова, кои за да ја докажат невиноста на Шарло, собирале документи од архивите на Москва, Софија и Пловдив. Секогаш во својот живот се декларирал како македонец, се борел за македонската кауза, се борел за самостојно обединената македонска држава, меѓутоа разните политички превирања кои се случуваа во времето кога живееше Методија Шаторов Шарло и по 1945 година одредени суети на одредени политичари го отфрлија надвор од историјата, му накалемија дека е предавник и сите оние негови приврзаници кои што го поддржуваа, иако беа малку, има неговата судбина. Македонската јавност чекаше и го дочека овој свет ден, кога вистината за нашиот великан Методија Шаторов Шарло светна во својот полн сјај. Истражувањата покажаат дека Методија Шаторов Шарло каде и да одел, во туѓа комунистичка партија, тој децидно секаде се декларира како македонец. Значи, неговата национална определба била јасна и децидна дека тој е македонец. Потомците на семејството на Шарло истакнаа дека се видно возбудени, што конечно исправена големата историска лага за нивниот дедо. Посебно и се заблагодарувам на доктор Сојна Николова, која неуморно одеше во Бугарија, Софија, Пазарџик, Пловдив, дури до Москва, и отаде се врати со документи каде Методија Шаторов Шарло, мојот дедо, сегде се декларирал како македонец и се борел за суверена обединета Македонија. На свеченоста беа присутни и од Сдруженијето на борци од Народно-ослободителната борба. Што да се каже за него, тој е малце, затоа што неговата револуционарна дејност датира уште од млади години, се до неговата трагична смрт. Секогаш се чувствувал како македонец и револуционер и се борел за единство на македонскиот народ во сите поделени подречја. Локалната самоуправа во својата комунална програма секако има предвидено во текот на ова година поставување уште на неколку спомен обележја, и тоа на уште еден револуционер, а тоа е Мирчо Ацев, битката на ножот и до изградба на ликовите на 5 народни херои на алејата на народните херои на могилата на непобедените. За ликот и делото на Методија Шаторов Шарло, денеска во Прилеп се одржа и свечена академија.